Во земјава денеска се одбележуваат 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. По тој повод во Куманово традиционално беше положено цвеќе пред бистата на Гоце Делчев во дворот на гимназијата, која со гордост го носи името на визионерот кој го разбра светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Роден на 4 февруари 1872 година, Гоце Делчев беше сончев зрак во мрачните денови на робството. Глас што одекнуваше низ долините и планините. Визионер што ја гледаше иднината како поле за културна и духовна слобода. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите, ке напише тој. Мисла што денес, како светилник не води низ бурите на времето. Со положување цвеќе, ние не одаваме само почит на еден историски лик. Ние му покажуваме дека неговата мисла се уште живее, дека неговата борба не е заборавена и дека неговиот дух останува вграден во нашата иднина. Гоце Делчев се школувал во гимназијата во Солун и на Воената академија во Софија. Како член на ТМОРО бил наречен апостол на револуцијата. Како голем хуманист, учител и борец, организирајќи ја борбата за слобода на македонскиот народ, тој ја обиколил целата држава. На 4 мај во 1903 година бил убиен од турска војска во селото Баница на патот кон Сер. Директорката Марија Тодоровска пред присутните истакна дека гимназијалците ја следат визијата на патронот за надпревари на сите полиња. 4 февруари, ден кога го одбележуваме раѓањето на нашиот великан, на нашиот патрон Гоце Делчев, кој што навистина како училиште гордо го носиме неговото име, го чествуваме и ја следиме неговата визија за надпревари на сите полиња. На високо ниво се наоѓа нашето училиште на државно, па дури сега започнавме веќе да се надпреваруваме и на светско ниво. Меѓу најуспешните сега настани што имаме во овој период е пласирањето на ученичката Илина Арсовска од 3-та година, која што успешно го помина прагот на државно ниво и се пласира на Европска женска математичка олимпијада, која што ќе се одржи оваа година во Бордо, Република Франција. Многу успеси, многу има што да се каже за нашето училиште, влегуваме во нови проекти, ќе го истакнам новиот проект Супер училиште, кој што е поддржан од Рајко проект, една нова соработка со училиште од Тиват, од Црна Гора, веќе една средба е остварена, во месец март ќе имаме повторна средба со истите ученици и наставници за да го комплетираме овој проект. Еразмус плюс повторно ни овозможува да ги шириме нашите проекти, дружби, сознанија за многу нови училишта, многу нови начини на изведување на настава, што тоа многу допринесува за да училиштето се повеќе и повеќе расне и биде познато на европско ниво. Голема благодарност изразувам до сите делегации денеска, што во голем број дојдоа да го одбележиме овој значаен настан за нас. Оваа година одбележуваме 80 години од постоење на училиштето, бидејќи во 1945-46 година прв пат започнува со настава, така да цела година ја бележиме како јубилејна, но чествувањето ќе биде на нашиот патронен празник на 4 мај, кога со пригодна програма, свечаност, доделување на награди, признанија ќе биде одбележена 80 годишнината. На денешното чествување гимназијалците рецитираа поезија посветена на Гоце Делчев. Го паметиме, го чувствуваме, се гордееме со него. Гоце Делчев не е само име. Тоа е светлина со која ќе кориме. Неговата храброст и желба за правда живеат во нас и никогаш нема да згаснат. Централното чествување на годишнината од раѓањето на Делчев се одржа во дворот на црквата Свети Спас во Скопје, каде што од 1946 година почиваат неговите посмртни останки.